Обврска на нашиот Димитар Бабалков е да ни ја донесе оваа приказна медена од улица Македонија. Најдобрите наши пчелари за почит се собрани на оваа наша градска улица за да презентираат сето она што сработеле во изминатиот период. Димитар, што ти сработи изминатиот период, да чуеме? Добро утро, колеги. Тоа што ние го работиме, гледачите можат редовно да го следат во рамки на утринската насител. Ја сакам Македонија. Тоа што пчеларите, односно медарите, можеа да го направат во рамки на своите обврски, ќе може денес да се презентира, па и во наредниот ден, бидејќи ова е денови на македонскиот мед, или по-конкретно пролетни медни денови кои се случуваат на улица Македонија. Почнаа вчера, траат денес, а како што реков, ќе траат и во текот на утрешниот ден. Екипата на Ја сакам Македонија во срцето на Скопје, токму на Медната улица, ги дознава сите информации за тоа каква е моменталната ситуација со медот, по која цена се продава и многу повеќе за квалитетот на македонскиот мед. Добро утро, велам Иван Додевски, човек кој со години се занимава токму со пчеларството и ќе биде во случајов наш водич, но и на гледачите низ оваа медна приказна. Добро утро, Иван. На кој начин се организира оваа година четврта поред чинам денови на македонскиот мед од 3 до 5 април? Добро утро. Добро утро, поздрав до гледачите на утринската емисија. Во теке, како што спомнавте, пролетната манифестација денови на македонскиот мед, едно продолжение од традиционалната есенска манифестација која трае веќе 20 години. Одлучи пчеларското дружение Матица од Скопје да имаме и пролетен дел заради покажаниот интерес и можност да се обезбедат нашите ценети медолюбци со високо квалитетни пчелни производи добиени од македонските пчелари. Моментално имаме околу 20 учесници од различни региони. Сите тие се евидентирани и регистрирани како примарни производители на мед и други пчелни производи. Така да ги покануваме сите граѓани да дојдат да дегустираат и да си обезбедат мед и други пчелни производи. Ќе ги спомнам не само медот, значи поленот, прополисот, матичниот млеч, пчелниот восок и комбинации помеѓу нив. Од медот на понуда го имаме ливадскиот, шумскиот или дабовиот и костеновиот мед. Ливадскиот мед е полифлорен мед, значи собиран од повеќе медоносни билки, цветен мед, за разлика од шумскиот или дабовиот и костеновиот мед кои што спаѓаат во група на монофлорни медови. Карактеристично за нив е што нивната густина консистенција е поголема и се побогати со минерали. Во зависност од потеклото и видот на нектарот, сите изобилуваат со различни вкусови и ароматични медови. Можеме да најдеме и кристализиран мед во правилна форма. Тоа е процес кој што трае од прилика од 1 месец до 1 година. Кристализацијата или во народот познато како шекердисан мед, таа треба да биде хомогенна, односно подеднакво распределена низ целата тегла, значи не само на дното на теглата или на стаклото во неправилна форма. Тоа е еден, да кажам, начин и една особина природна да медот ги зачува своите својства. Добро е да се конзумира секојдневно, да се има навика, бидејќи медот е агленохидрат, многу брзо се раствара и се користи, го користи нашиот организам, така да на некој начин со негово користење настанува будење на организмот. Исто така многу добро знаеме дека медот е антисептик, односно има антивирусно, антибактериско дејство, така да ете во овој период од годината и како е потребен со цел да го зачуваме нашето здравје. Ќе го спомнам поленот, кој што е протеинска храна и за пчелите, нормално и за луѓето. Пчелите го собираат од прашниците на цветовите. Може да се користи во комбинација со мед, како додаток во млака вода, во чај, во лимонада, во џусеви. Исто така и во млечна киселина, во јогурт. Потоа ќе го спомнам прополисот, кој што е природен антибиотик. Пчелите го собираат од дрвјата, од смолестите, тоа е смолеста материја, која што добро познат во народот како лек на 21. век, така да го имаме во чиста форма, во сирова, исто така и правиме и алкохолни тинктури, кои што се користат исто така како додатоци во течности. Потоа ќе го спомнам матичниот млеч, кој што е за разлика од останатите производи, како што е медот, поленот и прополисот, пчелите не го собираат од природата, туку го лачат. Имаат млечни жлезди кои што се сместени во главата, тоа е хипофарингалната и мандибуларна млечна жлезда, кои што го лачат како секрет
и служи како храна за младите ларвички и храна за матицата. Матицата е единствена која што се храни во текот на целиот нејзин живот исклучиво со матичен млеч. Ќе напоменам дека таа е најдолговечна, живее од 3 до 5 години за разлика од пчелите работнички кои што во активна сезона нивниот животен век е помал, околу 40 дена, во зимскиот период околу 6 месеци. Благодарение на богатиот состав кој што е со аминокиселини, витамини, ензими, минерали, органски киселини. Од органската киселина ќе ја спомнам 10 хидрокси 2 деценската киселина која што е индикатор или маркер по што се разликува од другите производи. Ја има во нашиот организам, меѓутоа ја нема на друго место освен во матичниот млеч. Возрастен човек може да прими од 0,3 до 0,5 мг чист матичен млеч, но исто така можеме да го комбинираме во мед. Иде во сооднос 1 грам на 100 грама мед. Најчесто пакувањата не се од половина килограм со 5 грама матичен млеч или 300 грама мед со 3 грама млеч. За деца добро е преку медот да се воведе и матичниот млеч. Се користи по едно кафено лажиче, не се комбинира со ништо. Се чува на темно и ладно место. Потоа ќе го спомнам и пчелниот восок, кој што наоѓа примена во козметиката. Од него се изработуваат мелеми, креми, исто така за изработка на восочни свеќи од природен материјал, кој што за разлика од оние парафински свеќи, оваа свеќа испушта етерични масла, врши дезинфекција на просториите каде што седиме и така натаму. Значи бројни се ефектите и придобивките не само од медот, туку од сите пчелни производи кои може да се најдат на улица Македонија. Споменавме од различни краеви, ќе има медари кои ќе ги представат своите производи или она кое го сработили изминатиот период, но колку моменталните временски услови одат во прилог на вас пчеларите да можете да се грижите за пчелните семејства, но и што е со пчелните семејства. Колку овој период на дождливо време во пролетниот период е во прилог или во негативен контекст на одгледувањето на пчели? Така, во тек се пролетните активности на терен во пчеларникот. Може би долго време што имаше дождови не спречи да завршиме одредни операции во пчеларникот, меѓутоа и така кој е добродојден овој дожд, оваа вода, бидејќи нормално добро е за вегетацијата, така да очекуваме медна година. Сега се зависи како ќе биде во понатамашниот, во пролетниот и летниот период од годината. Добро е што падна вода, бидејќи вегетацијата ќе почне да се развива и ќе можат пчелите да општат со природата, да собираат поленов прав. Овошната паша веќе помина, дел од пчелите искористија од нејзе, голем дел го пропуштија заради дождовите. Меѓутоа секако се надеваме на подобра сезона. Така, во дел од разговорот спомена кои се карактеристиките на природниот мед, многу пати сме зборувале, но ајде да направиме некоја категоризација или поделба граѓаните да имаат појасна слика по што да го разликуваме природниот ливадски или цветен мед, како што го нарекувате, за разлика од шумскиот мед. Кои се тие некои основни карактеристики на едниот и другиот, но и воопшто на природниот мед? Така, значи цветниот или ливадскиот мед по боја е посветол, значи може да се најде од бледо-жолтеникава до потемна жолта боја, за разлика од шумските медови како што е дабот и костенот, тие се со потемна нијанса. Најсигурно е да имаме сите, да кажам, еден матичен пчелар кој што знаеме дека се занимава исклучиво со пчеларство, професионално си ја работи работата. Кога ќе отвориме теглата, треба да има мирис, да е ароматичен, да е вкусен, да има доволна консистенција, значи не треба да има голем процент на вода, да не биде како сируп, значи да биде густ медот. Можеме да забележиме восочни остатоци на врвот на теглата или на самиот капак. Тоа значи дека медот е центрифугиран од рамка, бидејќи ние 100% не можеме да го филтрираме медот. Потоа, како што спомнав, правилната кристализација на медот исто така е, да кажам, доказ дека се работи на вистина за природен мед. Шумските медови се, да кажам, по-густи, по-јаки, бидејќи тоа е карактеристика за нив, побогати се со минерали. Обично за возрастни препорачуваме потемни медови, оние кои што може да го конзумира, бидејќи станува збор за вкус. Не велиме, не ги категоризираме послаб и појак мед, туку сите медови се добри. Потребно е само секојдневно да се конзумира, да се користат, да најдат примена на нашите трпези.
Така, во овие рани јутрински часови ги правите последните подготовки во рамки на ова четврто издание на пролетни медни денови. Има ли интерес од граѓаните и за какви пчелни производи најчесто е нивниот фокус? Знаеме ли или научивме ли со текот низ годините да влијаеме на нашето здравје со тоа што ќе се осврнеме кон природата избирајќи мед? Го препознаваме ли квалитетот? Мислам дека во последните години нашите ценети медољупци и граѓаните почнаа да не препознаваат. Позитивно се секогаш изненадени кога ќе се појавиме на вакви настани, на манифестации, бидејќи ја увидува разликата. Купен мед од примарен производител, од пчелар и купен мед кој што е, да кажам, мед под наводници, кој што не е деклариран, каде што нема никаква етикета на него. Секако, тука е оваа манифестација која што 20 години, есенската и пролетнава, еве сега 4 години поред, како што спомнав, овие манифестации имаат и информативен и едукативен карактер. Значи можат многу повеќе да научат и за пчелите, и за пчелните производи, и за нивната примена, како тие да се користат. Така да мислам дека идеме во насока на подобра едукација на граѓаните и не препознаваат веќе. За крај, она кое е многу важно на многумина е цената на медот, каква е споредено со претходните години, дали останува иста или се најавуваат некои промени, бидејќи, како велиме, се некако поскапува, па можеби во овој сектор има промена на оние цени за разлика од минатите години. Така, цената на медот ќе биде иста како ланската година, тоа е 600 денари за килограм. Од 600 денари можеби некои медови како што се костеновија ќе спомнам, бидејќи се сортни медови и многу во помали количини може да се обезбедат од страна на пчеларите, можеби цената да биде малку повисока, околу 700-800 денари, меѓутоа просек околу 600 денари медот. Исто така ја задржавме цената и на другите пчелни производи, се со цел да луѓето може да си обезбедат мед, да не го користат само како лек, туку треба да им се укаже дека тоа е храна. Значи треба секојдневно да се конзумира мед со цел нели да го подобриме и зачуваме нашето здравје. И уште една информација која сигурно ќе им биде од корист на граѓаните, се сетив сега до колку часот сте на улица Македонија и денеси во текот на утрешниот ден, односно од колку до колку часот е самата манифестација? Манифестацијата трае од 8 часот сабајле до 19 часот, така да ги покануваме сите заинтересирани на дегустација, на дружба, на разговор со нас и секако да може да се обезбедат високо квалитетни пчелни производи добиени од македонските пчелари. Иван Додевски, долгогодишен пчелар, гостин во утринската насител, благодарам. Ви благодарам и вам. Почитувани, како што слушнавме, улица Македонија пулсира овие денови во срцето или во ритамот на медот, на медните денови, како и години наназад. Сите оние кои се љубители на медот, пчелните производи, нека повелат во срцето на главниот град или градот подводно, кој како милува, како што слушнавме, од овие рани утрински часови па се до 19 часот. Колеги, ова би било се од ова вклучување од терен прво за денес во рамки на Ја сакам Македонија. Димитар, многу благодариме за оваа информација во име на гледачите, затоа што знам дека често нашите гледачи ме прашуваат кои ќе не сретнат кога ќе бидат деновите на медот. Некако станавме главен информатор за медот. За ова случување.